Дебатата во Европскиот парламент за извештајот за Македонија и конечната одлука ќе бидат тест за институциите на Европската Унија колку се почитуваат вистинските европски вредности. Експертите очекуваат конструктивност од европратениците за извештајот, во кој се признати македонскиот идентитет и јазик. Ако бугарските европратеници опстојат на овие обиди за негирање на идентитетот, со амандманите кои ги поднесоа во текстот да стои сегашен идентитет, ќе се покаже дека уставните измени не се единственото барање на Бугарија, туку нејзината цел е друга. Наместо сите држави членки и европратениците од сите држави членки едногласно да го поздрават истото, ние сме сведоци дека европратениците од соседна Бугарија се обидуваат да негираат нешто што долг временски период, историски период е реалност. Ова ќе биде и еден показател дали Бугарија ќе остане доследна на оние најави дека измените на уставот се навистина единственото нешто што Бугарија го бара од нас, и доколку е тоа така, доколку уставните измени се единствената пречка, тогаш не би било логично да се блокираат резолуции кои што го потврдуваат постоењето на македонскиот идентитет и јазик. За разлика од гласањето во Советот на Унијата, каде е потребен консензус од сите земји членки, во Европскиот парламент пристапот е поинаков. Ако бугарските европратеници не најдат своји сојузници за да го нарушат мнозинството, тогаш извештајот ќе биде изгласан без проблем. Колку и да протестираат бугарските европратеници, доколку не најдат своји сојузници да го нарушат потребното мнозинство за усвојање на оваа резолуција, тогаш оваа резолуција ќе биде усвоена. Тука ќе излезат на виделина можностите за градењето на коалиции внатре во Европскиот парламент и умешноста на нашата дипломатија. Ние секако, бидејќи не сме држава членка, немаме своји европратеници, Бугарија е држава членка, има своји европратеници, има воспоставено своји релации во оваа институција. Меѓутоа сметам дека мнозинството на пратениците во Европскиот парламент ќе останат доследни на заштитата на оние автентични вистински европски вредности. Извештајот за Македонија, подготвен од известувачот Томас Вајц, треба да се гласа во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент на 24 јуни. Еднаш веќе беше одложен, откако бугарските европратеници кренаа тензии околу споменувањето на формулациите македонски идентитет и македонски јазик, а бараа и истрага за начинот на кој до Македонија наводно протекле нацрт текстови и детали од извештајот. Во документот, меѓу другото, се подсетува и на потребата Македонија да го искористи моментот за да продолжи со евроинтегративниот процес и се забележува дека земјава продолжува да покажува посветеност на патот кон Европската Унија и усогласеноста со политиките на блокот.